некој коментар, се одржала некоја, не знам, трибина во Тројка, каде што се дискутирало за 11 октомври востанието од 41 година. И таму меѓу другото се зборувало дали 41 е востанието или 43 година. Меѓутоа треба да се има во предвид дека борбата во Македонија започна уште во септември месец 41 година. Методија Шаторов Шарло, као личност која што беше отстранета од македонската историја поради политички причини од одредени политичари, да речеме од Лазар Кулишевски, кој што настануваше да стане фигура во Македонија, му сметаше таа личност затоа што во негово време тој е и првиот кој што во една рака дава и национална програма за Македонија како би требало да изгледа. Меѓутоа, тој беше човек на Коминтерната, беше човек македонец, национално определен без никакви дилеми. Таквата определеност на Шарло не одговараше за, да ја наречеме, пројугословенската политика од озгора. Сето она што го правеше Шарло беше на линијата на формирање на Обединената независна македонска држава со македонци. И тој, како што го направи тој Ченто, не сакаше воопшто да ги слуша директивите кои што доаѓа од Белград, од Тито. Настана тоа што настана, тој ја формира првиот партизански одред, Скопскиот партизански одред е формиран во септември месец 41 година, тој излезе во планина, луѓето пеа таму. Меѓутоа, 11 октомври стана официализирање на борбата. Тоа беше директива од комунистичката партија, сите комунистички раководства, покрајински комитети во Југославија да кренат во стание на определени датуми. Според мене, тоа е на официализирање на една борба на комунистичка партија. Таа борба траеше, значи септември, октомври, пред месец дена пред да се официализира таа борба во Македонија, борбата почна. Меѓутоа, дали почна 41? Да. Борбата во Македонија почна 41 година, затоа што ја предводеа комунистите. 43 година може да се зборува за масовизирање на една борба, не е востание, вие не може да имате да дигате востанија 41, 42, 43. Значи 41 се крена таа, народот влезе во борба, ако беа комунисти пред се, меѓутоа да излезете во планина и дојдете, Бога ми треба да имате голема храброст. 43 година настана пресврат со тоа што беше изфрлена паролата за обединување на Македонија. Македонскиот народ, Југославија не му значеше ништо. На македонскиот народ Југославија го враќаше во кралството Југославија на сето оно што се случуваше во тоа време. 43 година беше мегникот, или дали темпо, како што се вели, дошол овде и поради него настанале промени. Да се вратиме малце години наназад, да речам, од кога македонецот рекол стоп, достап од Јаремот, достап од турската сабија. Значи, дали треба да се почитува и тој настан? Оти, рековме, куќата без фундаменти, тоа би било како да лебди во воздух. Професоре, дали треба и натаму да се страмиме од настаните, од луѓето кои ја зачна идејата за автономна Македонија, независна Македонија? Не, во никој случај. Во никој случај ние треба постојано да се подсетуваме на луѓето кои што ја отпочна таа идеја за формирање на македонска држава. Не треба воопшто да се срамиме. Зошто би се срамеле? Например, зошто би се срамел јас потекнувам од Прилеп да срам од Методи Андонов Ченто. Методи Андонов Ченто веќе премина во легенда. Методи Андонов Ченто, карикирам, сакам да го спомнам и намерно, бидејќи тука и неговиот син, кој што уште од почетокот, значи, на неговото воинствено действување, би кажал, се обидуваше да направи македонска држава, али обединета македонска држава. Значи, то го има и во мемуарите и имав прилика да ги читам тие мемуари, тука е Илија ќе кажи повеќето тоа. Имено Методи Андонов Ченто уште во Београд, во времето пред војната, има спомнато кога србите напаѓаат или има кажано прилика вака. Вие сте рурална средина. Вие сте, не можете да дојдете напред, имено ние само даваме, а ништо за возврат немаме. А Ченто му одговара: дајте ни нам на управление Македонија, та ќе знаете каква цветна градина ние ќе направиме. Тоа е во книгата на Илија, мојот татко Методи Андонов Ченто. Тука Илија и може да ви спомни. Значи, зошто би се странал да кажам дека тој
е наш дец, човек кој што да прифати да биде членто Македонија во Федерација, али како? Обединета Македонија. Обединета Македонија. Човекот од постојано се бореше, да, ние ќе влеземе во Федерација со Југославија, но прво да се обединиме. Тука, нели, колегата повеќето ќе каже за историските настани кои што настана мимо волјата негова, значи мимо волјата негова и мимо волјата на македонскиот народ. Македонскиот народ. Исто така и ден денес не треба да се стравиме дека ние се стремиме кон тоа еден ден да влеземе во Европската унија, да нема граници и така натаму, тогаш тек идеме до едно духовно обединување, што ќе значи една голема победа, не само наша, туку ќе значи сатисфакција, не само победа наша, туку ќе значи победа на цивилизацијата, на сите народи. Сите тогаш ќе бидат задоволни. Така. За каква Македонија се залага македонските деци? За какво? Секако треба да истакнеме дека и ВМРО кога е поставила својата цел, и на Илиденското востание, па и за време на Азном, тие дејци очекувале обединета Македонија. Јас би можел да цитирам нешто од татко ми, што тоа е автентично, што би рекол прво во индустријско-занатската комора во Скопје, кога ја префрлувале дека Кралевина Југославија многу дава за Македонија, а татко ми како делегат во таа комора им рекол: доста ни префрлувате дека сме неработници и дека државата многу повеќе ни дала во изминатите 20 години, што сме и дале незе. Напротив, многу повеќе ни зема и ништо не ни дава, за да издржува 12 жандарми, за да може полесно да не ограбува. Оставете не сами да си управуваме слободна Македонија, па дојдете подоцна да ја видите. Или би било исто така интересно да го цитирам што кажал подоцна на родителскиот состанок во гимназијата во Прилеп, кога директорот барал учениците на секаде да зборуваат, не само во гимназијата да зборуваат на српски, татко ми му одговорил: господине директоре, не можете тоа од нас да го барате, не можете ниту вие, нити било кој друг да ни забрани нам и на нашите деца дома и овде на часовите да зборуваме на својот мајчин македонски јазик, затоа што ние сме македонци, а нашите деца се македонски деца. Ние македонците немаме свој јазик и нашите деца имаат право да зборуваат насекаде на својот мајчин јазик. Ниту ние им забрануваме, нити на некој друг може да им забрани на српските деца кои се дојдени овде во Прилеп да зборуваат на нивниот мајчин јазик. Не им браниме да бидат срби, но нашите деца нека останат македонци. Ако овој политички поредок не ни ги дава нашите политички и национални права за самостојност, ќе дојде ден во една федеративна држава кога оваа земја нема да се вика Јужна Србија, туку Македонија, и ќе биде самостојна држава, тогаш Југославија ќе биде која е составена од повеќе покрајини во кои живеат разни нации и тие единствено можат да живеат заедно само во федерација. Значи, ја замислувал како независна сен субјект кој што може да се здружи со другите соседни народи, денеска како што се вика да се интегрира пошироко, затоа што самостојноста или независноста повеќе ја чувствувал како економска независност. Тоа значи дека ќе сакал да биде Македонија побогата,
да биде во тој поглед самостојна, а да биде поврзана со соседните народи за доброто и на